Малигните заболувања се почесто се застапени како кај нас, така и во светски рамки, а представуваат една од главните причини за прерана смрт. Иако има повеќе фактори кои влијаат на појавата на канцер, сепак луѓето се тие што треба да се обидат да влијаат на факторите кои се во нивни раце. Според истражувањата на експертите, за рак трите најглавни фактори кои придонесуваат за појава на овие болести се дебелината, лошата исхрана и физичката неактивност. Научниците веруваат дека не постои единствена храна која може да го заштити или да го излечи човекот од рак, но со правилен избор на прехранбени намирници во исхраната составена правенствено од растителни производи може да се постигне посакуваниот ефект. Минералите и витамините во растителната храна овозможуваат заштита од малигни заболувања. Нутриционистите велат дека на македонското поднебје растеш свеж зеленчук и овошје, а тоа се најдобрите македонски производи кои треба да се користат во исхраната. Постарите генерации подобро се хранеле, а за жал во денешно време помладите генерации понесоодветно се хранат, за што сведочи изголемениот број на деца со зголемена тежина, зголемен број на дијабетичари и зголемен број на заболени од канцерогени заболувања. Нутриционистката Цвета Динева за Прва Скопска вели дека кога станува збор за превенција, мора да се работи на едукација на луѓето што треба да внесуваат, а што треба да одбегнуваат, бидејќи здравиот начин на живот е превенција, а одењето на лекар е за да се утврди дали некој е болен од канцер или некое друго заболување. Те вели превенцијата е број 1. Сега во превенција за жал се